Контроверзниот италијански Леонардо ќе доставува на Македонија хеликоптери Агуста 149 и 169. Фирмата која со години ја следат коруптивни скандали била најсоодветната во тендерот на Министерството на Славјанка Петровска. Старите литнаа за Украина нови 8 тешки 327 милиони евра треба да се паркираат во Македонија, но која е фирмата која според одбрана има најсоодветни перформанси да ја обезбеди Македонија со 8 хеликоптери? Фирма која на светот е позната по подкупување високи функционери за да добие државни тендери. Италијанскиот производител, кој неколку пати го има менувано името, бил инволвиран во корупцијски скандал во Белгија, односно компромитирале две партии, дел од тамошната влада, за да им помогнат да го добијат тендерот за набавка на борбени хеликоптери за белгиската армија. Истиот скандал ја снајде Индија во 2010 година. Индија го откажа договорот за хеликоптери вреден $753 милиони со италијанскиот одбранбен гигант Финмеканика, по обвинувањата за корупција, соопштија официјални лица. Договорот се однесуваше за 12 луксузни хеликоптери за превоз на VIP личности. Првите луѓе на италијанскиот гигант судот во Милано ги прогласи за виновни бидејќи нуделе мито за да добијат тендери. Поништувајќи ја пресудата на понискиот суд во која се вели дека корупцијата не може да се докаже. Апелациониот суд ги прогласи Джузепе Орси, мокниот поранешен управител на Финмеканика, и Брино Спањалони, раководител на секторот за хеликоптери, Агуста Весланд, виновни за меѓународна корупција и перење пари. Но не само на светско ниво италијанскиот Леонардо е звучно име и на домашен терен. Со неа се склучи договор за набавка на радарски системи кој го предводеше екс-генералниот секретар во владата Драги Рашковски. Антикорупцијската комисија имаше и предмет за оваа спогодба, бидејќи сомнително им беше доснењето со исплатата на траншите за кои државата плаќаше високи камати. Предметот се затвори, но остана отворено прашањето што прави Македонија со таа опрема и каде се наоѓа. За Министерството за одбрана нема ништо спорно во склучувањето на договор со фирма која и кај нас и во светот се поврзува со коруптивни скандали. Оттаму за Алфа вела дека Леонардо били одбрани по 3-годишни експертски анализи на пазарот. Критериуми по кои се врши анализите се однос на цената на набавката, техничко одржување и техничка поддршка, достапност на резервни делови, достапност на специјален алат за одржување, цена на оперативна употреба, животен век и идна перспективност. Се наведува меѓу другото во одговорот од одбрана. Сепак во него не се споменуваат ниту скандалите, ниту тајмингот, склучување на договорот на студена пред избори.